Dragi moji, dobro večer. Искрено да ви кажам, два пати се откажав од вечерашнава емисија. Едната заради темата која треба да ја зборам, другата е заради бруфените и парацетамолите кои ги имам испиено овие пар дена. Борејќи се да не ме совлада, да речам, сезонскиот грип или прелада, веќе ми е небитно и не можам ни да ги разликувам одамна. Многу сакав да ја правам денешнава емисија, особено после петокот, кога видов каков феноменален успех вие граѓаните направивте со бојкотот на маркетите и покажавте со тоа што си помогнавте на себе, ми помогнавте мене лично и им помогнавте и на многу други граѓани кои навистина целото свое битисување им е одење во маркети да купат било што. Ако ја сумирам минатата недела, првите пар дена имаше навистина еден убав фидбек од страна на публиката, многу јавувања како ретко кога во емисијата. А од друга страна, после 2-3 дена почнаа да се јавуваат овие од контра, па не требало ова, па требало она, па она, знаете, она проклетија македонска, она злоба, она која е синонимот дека покрај казанот во пеколот кај што се варат македонците и печат, нема демони чувари, бидејќи едни со други се тегнеме, кога почна ама нема Германија, не прикажувај, тоа биле цени попусти, било ова, било она, во обид да го дампираат. Ја разбирам дека не е прашањето на разбирам. Без ја. Ништо човечко не ми е туѓо. Значи, секоја злоба ваша. После се чудите зошто јас сум дрзо. Воопште, знаете, мене ми помина кариерата, мене ми поминува животот. Јас сум уброени години, имам преку 60 години, ама уопште не ми е важно како вие впечаток ќе добиете од мене. Јас знам што сум правил, јас знам зошто сум правил, јас знам што сум направил. Како вие се чувствувате? Искрено жалам. Има некој ќе ме почитува, некој не. И тоа е во ред. Апсолутно. И не бите сум јас во цела ова работа. Затоа што некој за 20, 30, 50 години, кој ќе ја најде снимката, ќе рече, види го овој се залагал за неговите деца, неговите комши, роднини, граѓани, за да живеат малце подобро. Правил нешто. Толку ми треба. Еден, двајца може би во иднина. Зошто? Па може би ќе му текне да спомне, Бог да го прости. Не мора ни тоа. Затоа што судот негов ќе биде праведен со или без вас. Изнудил или не изнудил. И така, наместо денеска да говориме како да продолжиме со бојкотот, што можеме да направиме, дали можеме да притиснеме повторно, ја ви реков и физички, ама и психички, немам сила да поттикнувам, бидејќи ние не создадовме некое тело кое ќе ги предводи протестите, ќе излегува со барање и ќе биде малце, да ги промовира овие протести преку една, да речам, невладина организација, неформална, која ќе излезе пред камери, бидејќи, за медиумски е потребно некој да излезе. Можев јас да го направам. Не сакам. Затоа што едни ќе рече, ова е ова, ова е она. Јас сум ова и она уште 80 години. Ја мојата политичка определба
ја одредив истиот ден кога се крстив, негдека во 80-тите години. Јас сум некрстено дете, се крстив по своја волја. И тогаш реков дека ако ја нешто бидам, тогаш немаше абер за политика во 80-тите и партии. Знаев дека комуниста никогаш нема да бидам, но знаев дека ќе бидам демохристијанин. Тоа ми беше најблиску заради двата збора – христијанство и демократија. И наместо за да збориме како да си го подобриме животот, како бевме појаки и од Хрватите, и од Босна, и од Србија, и од Црна Гора. Значи, во меѓувреме ја тоа го следев, цел регион имаше бојкот на маркетите. Се случи в Росина. Фросина можеше да биде и моја керка. Фросина е во години кога моите деца се толка. Ја на оваа тема не можам да се фолирам со некаков патос или мое глумење. Јас сум жртва на сообраќајна несреќа. Како дете ме прегази кола на улица Водњанска. Ме однесоа негде 7:30. Рано са вајле. Ме однесоа у болница. У болница лежев у болничка соба, губејќи и враќајќи ми се свеста, без да добијам никакви лекарства, без никаква интервенција. Дури на полноќ доктор Василев утврдува откако здогледува дека губам многу притисок, успева да обезбедат за мене, бидејќи бев нефункционерско дете, да обезбедат рентген снимка, бидејќи дете прегазено, и ако преживее, ако не, такво беше времето, се бореа за секое дете, ма дај ве молам. Премногу сум поминал во тоа ваше златно посрано време по болници, за да знам колку беше грижата за пациентите. Дури на полноќ решава под притисок на моите родители, кои почнале да бркаат врски и така натаму, виделе дека ќе мораат, ме оперираат на таков начин што ми ја вадат слезината, која била прсната, ушавот со бајлето и обилно крварела. Бидејќи веќе се нафатил, доктор Василев ми извадил целата утроба, морал да провери фино да не има други внатрешни повреди, да ги погледне бубрезите. Технологијата била многу примитивна во тоа време, морал тоа да го гледа. Откако видел што е како е, ми е вратена утробата назад, сошиен сум. Ја мојата рана ја носам и до ден денеска, можев да ја тргнам, ја имам на стомакот, голема е олкава. Како свиња која е колена, мислам дека зарезот на свињите не е помал кога ги колат. Плюс тоа, имам една дупка овдека, значи овдека е, имам една дупка, каде што стоеше цревот, кај што ми вадеа гној, да не трошеле многу антибиотици. Будењето после полноќ, седнат помеѓу двајца лудаци, легнат помеѓу двајца лудаци, кои си префрлаа, дофрлаа, фрлаа кебиња, а ја во огромни болки, бидејќи нефункционерско дете, апче против болка, инекција против болка. Си го истрпев тоа, како што си истрпев лани и ногата моја пресечена. И го носам тој белек, и последиците од тоа што ги имам. Не барам сожалување. Ке ме слушате или сменете канал. Затоа што сакам да кажам дека ја најдобро знам што значи да си поттркала,
да преживееш, но исто така, големата свесност, колку многу мои другари изгубив на таа водњанска, од тие водњанци мангупи, од едната страна селјачана и стока насилна сиромаштија, од другата страна функционерски деца со без дозвола и така натаму. Пред неколку години еден врвен наш лекар беше прегазен од едно 18 годишно копиле, кој нормално му беше се простено. Врвен човек. Преживеа. Пола човек. Масакар се случува на нашиве улици. Јас се сеќавам негде 2007-2008 година се донесува нов закон за казнување. Бидејќи веќе почнувам да разбирам, пазете, последиците што ги носам мене ми изменуваат. И јас сум благодарен Господ што ми ги даде. Да имам тахикардии, екстрасистоли, затоа што повредена била и диафрагмата, која допира до срцето, која па прави висок притисок, која ме доведе до инфаркт, која доведе до абнормални ситуации, со која ја морав да се борам цел живот. И среќен сум, и благодарен сум, затоа што можеби ќе сум бил некоја перверзна, накурчена будала, која исто така ќе беснеела, да не ме средал Господ уште на времето. Заслужено. Дури, благо е тоа што го преживеав. Ама преживеав. И еве ме денеска, 60 кусур години, уште се држам. Имам прекрасна сопруга, уште попрекрасни 3 деца. Имам колеги, имам работа, имам некаква кариера, имам нешто. Ама жив сум. Каде е Перо, другар ми? Каде е Тони? Каде е Стево? Каде е Ане? Ане од мангуплукот на мојот другар, кој на улица Козле, ѓон пијан се залетува у дрва и успеа да преживее, она од задно седиште прелетува и гине на лице место. Колку вакви, да ги спомнуваме овие што не ги знаеме. Моја колешка од Радио Скопје, ти ја знаеш. На улица Козле, пијан, дрогиран, улетан, излетува од улицата, од тротоарот, лета 10 метри колата на влезот на белата зграда Карши Зебра и ја прегазува на лице место. Колешка од Радио Скопје, новинарка. Па поблага, казна, па еве, било, па ова, ете, отишол еден живот да не упропастиме друг. Знаете, мене затвор ништо не ми значи. Некој бесно копиле со БМВ, кој живот нема дадено жмигавец, копил без дозвола, чи татко го штити, таткова љубов, или врските, или ароганцијата, или умот од метаамфетамин, антимафини или мафини, или не знам више ни како се викаат дрогите, камо да ги знаев, да се дрогирам, да бев џанак, нешто држава ќе ми даваше, ајде смирете го, бар не е на телевизија, нема да јаде бурек. Амфетамини. Фак. Колку знаете? Има ли еден од вас што не познава некој што не загинал у сообраќајка? И кажете ми, што ќе добиете ако тој отиде у затвор? Брат, не затвор. Робија. Затвор и робија се две ствари. Цел живот да работи. Да работи за државата, да работи, значи, буквално за фамилијата што изгубила, да се соочува со нив,
Бидејќи смртна казна мене не ми годи, нити ми треба. Ама како да се превенира? Дал ќе превенира сето тоа? Што мислите, да го стрељаме? Електрична столица, гасна комора, ќе се намалат казните? Знаете, слушам стално како ми викајте, гледај во Кина за крадење државен службеник што украл пари, го стреляле. Аха, браво. Одушевен си? Да. Па што си глуп си одушевен. Ти да си паметен малце, ќе мислиш со тиквата. Затоа што си ретардирано дебилче, кој целиот интелект го добива од ракија, не можеш да смисли. Дали имаш капацитет да изгуглаш колку е годишниот криминал во Кина? Дали тој опаѓа или расте? Секоја година стрелат. Дали опаѓа? Не. Како тогаш? Ја ќе ви кажам, за други земји и друг менталитет не знам. Но знам за Македонец. Се додека не го ребнеш ко пилето, без оглед дали е 70 или 7 години. Тоа што прави криминал. Да го ребнеш, парите да му ги земеш. Значи, ајде да се вратам пред 2010 година. Доаѓа ВМРО ДПМН на власт и донесуваат закон кој мене ме одушевува. А зошто ме одушевува? Од моево јадење гураби до сега треба да ви текне. Зошто? Тоа се максимални казни за сообраќајни прекршоци. Не си застанал на пешачки, си поминал на црвено, си прегазил човек, си удрил човек, си направил сообраќајка, не си возел прописно, си возел пребрзо. Знаете што беше главната кампања во шарената револуција? Па не знаете, затоа што сте ретарди. Затоа американците се попаметни од вас што ги викате глупи. Ниф им текнуе. Главната шарена, една од нивните догми за доброто ваше, за кои ги изгласавте, беше народот е сиромав, па уште и да го казнуваме. Казнуваме Индија златна. Не само што казнува, со вакви стапови тепа. Ако нешто почитувам од социјализмот, од онаа милиција, бидејќи и таму беше врски. Мислите, мојот човек, мојот крвник што ме прегази, доби казна? Не. Си фати он врски, детето не пазело, детето не пазело, јас сум бил виновен, 7,5 години, ајде, да не упропастуваме уште еден живот. Факи! Ако? Ја му посакувам се најдобро. Татко ми дури му благодарен, не ми го кажа неговото име, не ми кажа кој е, не ми кажа ни за кој се залагаше за него и тоа го однесе во гроб. И сум благодарен за тоа што ја немам таа помисла. А ја го запознав него, вака застана, човекот се поздрави со мене, јас се поздравив и се тргнав, толку беше. Немам ни лоша мисла, немам ни лоша помисла, немам ништо. Но си викам, дали како крилата на пеперутката кои ќе замавнат на Пацификот ќе предизвикаат некаков оркан во Атлантикот? Дали, ако он беше построго казнет, ќе беше и пример за што е можно помалку? Ако беше ребнат барем по джеб, сериозна казна, не мене да ми плати ништо. Да речем, у наредните 10 години 10.000 марки ќе ги даваш за домот за деца без родители. Онака, од први до први едвај да преживееш, да ти направи судот. Тебе, од први до први, сметките ти се толку, за храна толку. Се плюс што ќе заработиш, иде за семејството на жртвата. Не за жртвата, не му треба. Иде за сиромашните, иде за здравствениот фонд, иде за болните деца. Човече, која перверзија беше тоа? Скапи биле, многу биле високи казните сообраќајни. Ајде, сега малце на шега да го кажам. Гостин овде беше Дзов, кој
ја промовираше театарската представа и книгата Торонто Експрес, кај што кажува Балканец исто, куќа до куќа биле. Инаку, оние што ја знаат Канада и што биле во Канада или што отишле барем на Google Earth, Street View да видат, абнормални им се нивните улици. Значи, тоа се, они немаат толку многу. Они цела Канада е 20 милиона луѓе, тоа е колку Југославија, 30 пати се поголеми од Југославија, нема ни доволно коли. Тоа е пустелија. 4 ленти автопат, трчи кола. И ти ограничува 120 на сат. А пари имаш таму да купиш, вселенски брод. И го возиш 120, умираш. И тоа, по тоа рамници од Ванкувер до Торонто и виз верса, да умреше. Али строги им се прописите 120. Сегде во светот, освен автобар. Босанецот, или ерцеговец, или што и да е, балканецот, до него е имал, си купил Ферари или некоја слична бесна кола. Пусти мерак, жив среќен, селјо балкански. И што сме сите? Македонец, босанец, србен, хрват, албанец, све сме иста стока искомплексирана. Дојдеш добра кола, вау, ама морам да легнам јас, затоа што ја немам памет, интелект, ја пијам ракија, ја свршавам за 30 секунди, али имам јака кола. И мене девојчињата кои ќе ме видат вака им прават, вау, јас сум шизик. Бидејќи не може поинаку да се изрази, да се го покаже своето јас, интелектуално, духовно, не, он ке гази кола. Вау, алал му вера, се снашол, го заебал система. Го фаќа 2-3 пати балканецот и на крај плаќа казна, пун со пари. Една казна, друга казна, казна забрани и така натаму. На крај му ја земаат колата, Ламборджини. Ламборджини. Многу скапо. Милионче некој. И вика, седи дома, шо е комшо, узели ми кола, ухватили ми брзо, па по кој пат, кој их врти ово, она, прочиче месец дана, опет ќе да возим. Додека правиме муабет, стигнува државен службеник со кола, со кука, вака фаќа и му остава една коцка метар на метар на метар. И овој вака гледа. Колата му ја земале, еднаш, 2 пати. Третиот пат, носење на отпад, пакување, знаеш, она под преса. И му ја ставиле колата. Не знам дали се опаметил, сигурно се опаметил. Бидејќи, покрај казната што ја платил, покрај забраната, скоцкана му и колата. Нема министр за внатрешни работи кој не дошол на власт и рекол ја ќе ги спречам трките на партизанска. Никој, никогаш досега. Ние камери имаме поставено уште у 2007 година. 2006. И уште слушам за некаков систем кој тек треба да проработи. Камери има. Тие камери функционираат кога ќе му опцуеш мајка на Таче, Маче, Бранко, Грујо, одма камерите ќе те најдат. Но за саобраќајка или како што беше за девојчево што го убија, нешто не е во ред, па дал ке се најде, па било и така натаму. Луѓе мои, нема толку полиција за она што го барате да има некаков ред. Не може црна точка да биде пешачки премен. Судот кога изјави. Пешачки премен, кој има и семафор, не е црна точка. Црна точка е ниските казни. Црна точка е корумпирано судство. Црна точка се врските, партиски, непартиски, надпартиски, судски, адвокатски, секакви, кои ги спасуваат копилјаците
или стоката од Драчево, Ново Лисиче и вис верса, Ѓорче Петров и сличните, кој како доаѓа у центар, он знае дека е стока селјачка, али мора да вози побрзо. Сте возеле по булевар Јане Сандански, сте возеле по Партизанска. Зошто име шишањето? Кај брза? Знаете ли дека денеска мерев, доаѓав на сите семафори, ме запреа. Имам мерено дека за 7 минути имам стигнато со сите семафори отворено. 9 минути ми беше со сите семафори затворено. 2 fucking минути. Што добиваш бе ти, пеземек еден, толку накурчен, толку арогантен, спремен за тепачка, за агресија, за расправија, со син ми ме носи по 3-та македонска бригада. Има мало количе, старо од 2001, ептен скапа на 300.000, ама вози 40, доаѓа у еден дел, и доста коли околу нас. И доаѓа еден дел, спушта на 30. И ја онака која дремам, осеќам, лазиме, пошто ретко и ја тој дел на 3-та македонска, ни ја, а ни другите не возат. Викам, син, шо правиш? Пази, 27 години, околу 8 години има, од 18 години има дозвола. Значи, искусен возач. Викам, шо правиш? И вака ми покажи. Ја го гледам, зона 30, бидејќи тука има школа, ова хемиско, кое, заборев си, извину, има едно 200 метри делот каде што определиле стаеле зона 30. Затоа што има школа, затоа што има почесто преминување, 30 км на час. И вози 30 км на час. И ја да почнам да му пцујам и мајка и све, зачутувам, викам, добро, право е сега, што да го овакво? Луѓе мои, ако некогаш сум се уплашил од насилство на улица, дека главата ќе ми отфикарат на мене и детето, тоа беше тоа. Сите што возеа натаму, абе, вака со колата, вака ми правеа. Зошто сум ги гушал, он брзал. Знаете, син ми не му остава трага, он не реагира на тоа. Значи, неговиот нервен систем е многу стабилен. И ми викам, не се плашиш од вакви работи, не, вика, тоа е закон и ја го почитувам законот. Така е ухлебен. Не ми викајте, браво Јанко, како си го воспитал, тоа нема врска. Јас сум видел прекрасни деца од најневоспитани родители и сум видел ужас деца од највоспитани, најкултурни родители. Јас сум среќен што овој станал добар човек и не е ради мене. Тоа си е он, тоа е неговата врска. Духовна, материјална и секаква. Колку луѓе загина последниве 10 години на таа делница таму? Колку пати за малце ке сте биле прегазени? На сево ова има една многу позлобна теорија, која ја нема да изнесам и многу кратко ќе трае емисија, иако спремив и јавувања на телефони да пуштам и така натаму, но ќе завршам како монолог, а ти, драги пријателе, горе, пушти некој концерт, пушти некоја камерна музика, така што не можам да комуницирам со вас. И да се согласувате, и да не се согласувате со мене. Не ми е ни битно. У моментов и физички, ви реков на почеток, не сум баш најдобро. Не е ништо страшно, малце енергијата ми е падната, па имунитетот да не ми се сруши, толку можам да издржам. Но, сите вие сте учесник во сообраќајот.
Ако сте во такси, доста со тоа не ми е гајле како он вози негова одговорност. Ке бараш од него да вози прописно и полека. Од таксистот. Ако возите, верувајте, тоа доцнење на работа апсолутно ништо не ве вади. 2 до 3 минути е разликата помеѓу поминување на црвено и пребрзо возење. Ништо не значи овој град. Исто доцните. Неколку минути е разликата. Неколку минути е разликата. Што ви прават 5 до 10 минути разлика? А може живот. Затоа што времето на реакција е многу побрзо кога побавно возиш и застанување. Може да се избегне се ако се вози пристојно. И кога ќе ве казнат, биди муж бе. Стисни заби. Yes, sir. Да, признавам вина. Ама ти имаш пари. Не, немам пари. Кога ќе те лупне по джеб, знаеш ли дека во твојата подсвест се јавува еден црв со огромен пенис кој внатре ти шиба и однатре те секса. И секојаш кога ќе забрзуваш, вика, ау не, ај полека, ај полека. И како возиш попристојно и полека, тој црв со внатрешниот пенис се повлекува и не осеќаш дека си сексуално злоставуван ментално. Доаѓаш во конфликт, затоа што секој што брза и се чалами, во подсвест знае дека ги доведува другите во опасност. Тој конфликт, уште Фройд го кажува, помеѓу свеста и суперсвеста, надсвеста и подсвеста, доаѓа во конфликт. Од таму се раѓа агресија, алкохолизам, земање дрога, чалам, сексуална доминација, затоа што не знае поезија, затоа што не знае да се додвори, затоа што неговите другари вика како трае, шкрипки прави. Да, пробаа протестите. Протестите се оправдани. И пробаа да ги злоупотреба. Но за тоа друг пат. Но ќе кажам само една работа која таткото на Фросина ја кажа, и јас како деклариран некаков христијанин, никаков, овде вака ме здоболе, едно од најдлабоките христијански изјави кои сум ги прочитал. И тоа е просто неверојатно, бидејќи кај мојата фела новинарска, која е апсолутно немој да се јавуваш, нема јавување. Не ми звони, не ме интересираат денеска ничии мислења. Ја завршувам емисијата. Утре ќе се јавите. Што рече татко и на Фросина? Боже, прости ми ја тагата. Ако успееш да го созерцаш ова, да влезе длабоко во тебе, во секоја клетка, ќе ја свати спектакуларноста на продуховеноста, на утехата, на која овој човек ја има, на силата на верата и љубовта. А беше напаѓан, ја дури нема, утре све ќе покажам целата перверзија која испрема него ја направија. Боже, прости ми ја тагата. Не можам да смислам да си ги загубам децата. А во исто време во шизофренијата велам, овој краток живот, мачен, тегобен, неправеден, со сите искушенија, има една цел, да отидеме преку тој премин, преку Пасха,
да бидеме при него и со него. И секој што заминал мој татко, мајка, баба, дедо, мене ми е огромна утеха дека се они во прегратките на Бога. Уште поголема што имале благодет да поживеат живот, да не упознаат нас, вас, да остават некаква трага да се сеќаваме. Има новороденчиња кои се просто вознесуваат, веднаш стануваат ангели, не можеш ни да го исплачеш, не знаеш ни шо да исплачеш. И треба да се живее после тоа со силна вера. А загубата е многу тешка. Пријател ке ти замине за Германија на 45 години, најдобриот пријател, со кој се слушаш и комуницираш секој ден на Вибер, па кога ќе седнеш, ќе се насолзиш, бе, мамицата, бе, до вчера ми беше до мене. Ама жив е, здрав е, супер, среќен сум, ми фали. Комшијата, близок твој, со кој си играл табла, сте пиеле пиво доле, грицкале семки, ќе се отцели. Па не ти е све, абе добар е, супер е, шо ништо не му фали. Ти недостасува. Мајка кога ќе загуби дете нема утеха. Свештеник не може да ја утеши. Има некои луѓе у такова ситуација кои ќе изгубат некој близок така насилно од таква неправда. Бараат правда. Не за да се задоволат, нема да ја го добијат детето назад, но барем ете преку нивниот глас да се поттикнат промени да не се случуваат. Да оваа стока селјачка се научи да вози пристој. Абе не е случајно што е дадено 50 км на час. Оти таа брзина ти гарантира безбедност и за тебе и за други. Па ти не си битен, бе, пеземе кеден. Битни се тие на точаци, на тротинети. Ако се невоспитани, ако не пази, ти да пазиш. Не те правда од тоа он сгреши. Секогаш можеш да реагираш. Да, има многу милион работи што треба да направиме. Осветлени и обележени пешачки премини. Немаме. Радарски системи кои ќе предупредуваат. Постојани контроли со радарски системи кои ќе мерат брзина, а не сега адхок на партизанска ќе се става 20-30, додека се заборе и после тере постара. Пцуење, тепање полиција кој ќе ги фата таму на автопа, деве па и ти 90-100 сум возел голема работа. 70 ќе возиш, бе, на автопат. Кај брзаш? Да стигнал у Грчка, гирото да не му загори. У Лидл у Србија, на шопингот требал да иде да се врати. Паракијата со комшијата, 15 минути да не изгубил. Уште колку деца ќе исплакам? Не е мое. Да, моите нерви се попуштени. Мојот патос е преголем. Толку е. Ја дома на жена ми не ни кажувам за ова. Затоа што и незиното веќе во години поднарушено здравје ќе издремети. Гледај си корејска серија, пушти си YouTube, не мораш да знаеш што се случува. Оти нити вози, нити учествува, нити соучествува. Барем да ја заштитам. Затоа што е мајка. Затоа што уште седи и гледа дали најстариот наш син, 33-34 години, е на време дома. Мајка е! Што ќе направите да ги заштитите децата? Или внуците? Или комшиските деца што ви се мили? Или роднините, внучињата? Што ќе направите?
Има што да направите. Протести ова со црвени раце, дрн јариња, политичка пропаганда. Но, прво како луѓе и како христијани, молитва. Бог да ја прости Фросина, нека и е Царство Небесно. Нека дарува Бог утеха на нејзиното семејство. Вечна ја памјат. За да ја паметиме за сите до сега и сите идни, да не се случува, да се намали. Ако 100 гинеле, ќе гинат уште. Да се намалат на 9. Холандија, која толку ја фалите, 56 години доживува вистинска сообраќајна катаклизма, за која не знаете, не гледате, не ве интересира. Ве интересира сега најкултурни возачи, велосипедисти, велосипедски патеки, колку сакате. Да, заради велосипедизмот, каде што и кралското фамилија, каде што и премиерите и председателите, сите министри возат велосипеди, имаат најбезбедни патишта, но знаете како? Со крв до колена се изборија за тоа народот. 56 години во Холандија загадувањето е енормно. Смртноста, секој дневен масакар на пешаци, на велосипедисти. Затоа што Амстердам, градчињата се стари градови. Тие не се градени за автомобили. Тие се приспособени за автомобили. Но донесуваат резолуција во парламентот, донесуваат закони, строги, ригорозни и од 70 години натаму се гради инфраструктура и така натаму. Цело општество застанува. Ние уште нервни сломови добиваме од тротинеджи и велосипедисти. Дај Боже 90% од Скопје да е на тротинет и велосипед. Дај Боже. Се што вози БМВ, спуштено Ауди, абартирано, фраерско, да биде запирано и да вози најпристојно. Затоа што тоа се коли кои вака, ако погледнеш на гаста, она тргнува 120 од место. Што бараш бе ти у град со таа кола? Ја те разбирам, што бараш у таа? И затоа кажав, имав една емисија, 2 сати. Ама Јанко јаде гураби, Јанко јаде бурек, Јанко тресе глупост. Види го, Јанко, како ми се вовте? Јанко се нервираш. Психолози. Избриши носот, бе, мочко еде. Секогаш ке има луѓе што сакаат брзи коли. И у Германија ги има. Им дадо аутобан, вози колку сакаш. Но им го дадо и Нирбуринг. Една патека, еве среда Македонија, негдека во централна Македонија. Дајте една патека. Нека се издувуваат со своите мотори, со своите коли. 500 денари на ден и нека врти кругови. Нека му дојдат другарите и другарките. Нека се палат, влажат, нека аплаудираат таму. На круг. Тркачка патека. Кај шо ки има и трки, кај шо ки има. 2 сати емисија. Уште 2 пати ја повтори таа емисија. Уште 20 пати ја повтори таа емисија. Ако. Дали сваќате, мене ми е важна таа емисија, не дека ќе промени свести ќе допре до вас. Туку мене за утеха затоа што кога ќе дојдам ја, кога ќе ми се одбројат деновите и годините, и кога ќе дојдам, што направи бе ти? Еве те стаев да јадеш бурек јавно. Што направи ти? Кажа ли бе ти Пеземек нешто добро за луѓето, за граѓаните, да им помогнеш да не гинат, да не страдаат, да не се мачат? Ништо не кажав. Ништо добро. Ја ништо добро. Се што е добро од тебе дојде. И фала ти за тоа. А вие дали ќе препознаете дали доброто овде ќе било изедено од мене или од некој друг? Тоа е ваш проблем. Фросина
не погине од еден пеземек, погине од нас. Сите ние им се тресеме, им се восхитуваме на мангупи, на оние што не плаќаат данок, што крадат, што успеале, дали е Јанко 14 или ово или оно, го зезнал затворот, го зезнал системот, успеал рекет пари, лапнал од овде, лапнал од онде, дал ова, подкаст, моткаст, ова, она, алал да му е, сите крадат, море алал нека му е. Знаете кога почнат да тонете? Кога викавте за лоповите се снашол. А за мене, знам што сте кажа, не е проблем. Тоа беше се од мене за вечерва. Лека ноќ и пријатно. Ќе дојдат истите руки и повторно земјата ќе ја раскопа, ќе раскопа. Истата песна, црна, тажна, и со сила ротiju ќе ги залечи истите рани. И любовки, ќе биде уште еднаш почеток или крај, седно, без точка, без запирка. И ќе се врти орото на ѓаволот за свадбата на пеколот, за свадбата на пеколот, за свадбата на пеколот.
Ivánky
Od